Наместо ред донесоа хаос. Економските директори во јавното здравство и официјално заминуваат во историјата. Пратениците во собранието изгласаа законски измени со кои го укинаа постоењето на организацијските менаџери од јавните здравствени установи. Според владата, но и докторската фела, економските директори на клиниките кои беа воведени за да се стави ред во трошењето на парите во здравството, се покажаа како тотално нефункционални и предизвикаа повеќе проблеми отколку што ги решија. Медицинскиот директор на токсикологија вели дека освен што ќе се заштедат пари со оваа реформа, здравствениот систем ќе работи поефикасно и потранспарентно. Поставувањето на економските директори се претвори во еден начин или една можност да се инсталираат партиски кадри кои што во голем број беа несоодветни за тие позиции и само се комплицираше раководењето на клиниките и се комплицираше развојот на клиниките. Со измените на законот, 40 функционери веќе нема да бидат на државен трошок. Од сега со клиниките и болниците ќе раководи само еден менаџер кој ќе биде одговорен за организацијата и работењето на установата, како и за законитоста во работењето. Со овој потек на владата, за најмалку половина милион евра ќе биде побогата здравствената каса за една година. Мислам дека е крајно добра одлуката на владата. Добро е што парламентот им чинам дека и сите претенички групи застанале позади ова измена на Законот за здравствена заштита, со кое што ќе се укинат тие места економски директори и сега клиниките ќе имаат само еден директор кој што практички ќе се грижи за целокупните активности кои што ќе се одвиваат на клиниките. Мислам дека е добар потек и дека ќе донесе одредени позитивни промени понатаму во развојот и во работењето на клиниките. Дека организацијските директори скапо го организираа здравството, докажуваат и бројките. За нивните плати годишно се трошаа повеќе од половина милион евра. Со груба пресмет, како во просек, еден организацијски менаџер земал плата по 1500 евра, а такви се околу 100 функционери. Месечно од државната каса се прелеваат најмалку 150.000 евра.